Пред неколку дена министерот за економија Валјон Сарачини на пресконференција се пофали со забелешките на извештајот на Европската комисија, која пак констатира дека недостасуваат инвестиции и вложувања во енергетиката. А првата реченица во поглавието 15 за енергетика е: постигнат е мал напредок во областа на сигурноста во снабдувањето. Наместо да и признае на јавноста дека дуплирањето на цената на струјата во изминативе 6 години е токму производ на недостатокот на инвестиции во енергетиката, гасификацијата, тој по кој знае кој пат најави дека во иднина приоритет на владата и на неговото министерство ќе биде вложувањето во енергетиката. Доколку ваквите најави доаѓа од министер кој седи во што току избрана влада, изјавава ќе беше логично. Но Сарачини е член на влада, која повеќе од 6 години на власт, период во кој не е започната ниту една посериозна инвестиција во енергетиката, а онаа која Социјалдемократскиот сојуз им ја остави до пола завршена, хидроелектраната Света Петка, доцнеше повеќе од 3 години. Наместо да се посветат на инвестициите во енергетиката, повторно во јавноста се појавуваат информации дека МЕПСО донира повеќе од 2,5 милиони евра во изградба на сноуборд патеки, а ЕЛЕМ спроведува милионски непотребни рекламни кампањи и нарачува уште поскапи барокни фасади за своите административни згради. Овие трошоци подоцна стануваат основ за повторно покачување на цената на струјата. Ако се има предвид дека токму на барање на овие две компании во најголем дел изминативе 6 години е покачена цената на струјата, станува целосно неоправдано нивното непродуктивно трошење. Уште еднаш сакаме да ги повикаме владата, Министерството за економија, како и државните енергетски компании МЕПСО и ЕЛЕМ, веднаш да сопрат со сите непродуктивни трошоци, да спроведат политика на заштеди во своите компании и со тоа да обезбедат основа за намалување на цената на струјата. Благодарам. Ако има некој прашање, повелете. Ова што доаѓа денеска е исклучиво заради непродуктивното трошење од страна на државните компании ЕЛЕМ и МЕПСО. Ако сакаме да бидеме до крај отворени, ќе кажеме дека последното поскапување на цената на електрична енергија е исклучиво само по барање на ЕЛЕМ. Зошто? Заради зголемениот интервентен увоз на електрична енергија, односно намаленото домашно производство. Впрочем, и европскиот извештај на последната страна пишува дека во Република Македонија има помало производство на јаглен. Тоа е клучниот инпут во термоелектраната Рекбитол. Ако беа МЕПСО и ЕЛЕМ во домакински раце, тогаш немаше да дојде сигурно до вакви поскапувања. Повелете. Јас уште еднаш ќе повторам, за жал, бидејќи прашањето исто. Последното покачување на цената на електрична енергија е исклучиво заради барањето на ЕЛЕМ, заради зголемениот увоз на електрична енергија, а намаленото домашно производство. Впрочем, и извештајот на Европската комисија тоа го констатира. Тој најпозитивниот. Па ние се наоѓаме во подготовки на митингот во Скопје, во кој што ќе бидат промовирани градоначалниците на сите општини во Скопје и на градот Скопје, тие ќе бидат промовирани на митингот во Скопје. Се уште процедурата трае. Разговорите постојат, но реков, процедурата е во тек и ќе бидат на време објавени. Благодарам.